Почитувани граѓани, ако деновиве се прашувате зошто контейнерите и кантите за отпад не се навремено испразнети од пред вашиот дом или стамблената зграда, одговорот е тука. Просторот за градската депонија во Гевгелија е намален за 3/4, за сметка на просторот што го зафати градежниот плац на новата прочистителна станица на реката Вардар. Со тоа, значително е загрозена животната средина поради неможност 1/4 од оставениот простор за депонија да го опфати целиот смет од Гевгелија, Негорци, Миравци, што го собира јавното комунално предпријатие. Гевгелија во догледно време ќе се затрупа со комунален отпад, на што ние од СДСМ сакаме да предупредиме. Пречистителната станица е европски проект, вреден 9,7 милиона евра, одобрен уште во 90-тите години од минатиот век. Но поради македонско-грчките односи, дури деновиве ја дочека својата реализација благодарение на ангажманот на швајцарската амбасада, швајцарската агенција СЕКО, грчката и македонската влада, што ние од СДСМ го поздравуваме. Проблемот на кој сакаме да укажеме е необезбеденото решение за дислокација на градската депонија во Гевгелија. Пред да се пристапеше на работите за пречистителна станица, беа најавувани неколку проекти за третман на комуналниот цврст отпад, но ништо од нив не е реализирано. Прво, ќе потсетиме на изборната програма на градоначалникот Иван Франгов и ВМРО ДПМНЕ за 2013-2017 година, во која се ветуваше дека Гевгелија, заедно со општините од југоисточниот плански регион, ќе учествува во изградба на регионална депонија во селото Добрешници, општина Василево. Со тоа, цврстиот отпад од општина Гевгелија ќе се дислоцираше во регионалната депонија. Рок за старт на овој проект во изборната програма е 2014 година, а ние, 3 месеци пред крајот на годината, не гледаме никакво придвижување, третман и транспортирање на градскиот отпад од локацијата на која денес се наоѓаме и го реализираме ова обраќање до медумите и до вас, граѓаните. Не мора да ви опишуваме, обкружувањето околу нас кажува се. Што станува со регионалната депонија, градоначалниче? Како успеавте да ги заборавите вашите изборни заложби за заштита на животната средина во Гевгелија? Второ, најавуваниот проект, кој исто така го заборавивте, е создавање на еколошки острови и изнесување смет од сите населени места. Напишавте на страна 32 од вашата изборна програма дека веќе е обезбеден возен парк и со него ќе се овозможи организирано изнесување на сметот од територија на цела општина Гевгелија. Еколошките острови требаше да бидат различни контейнери за селектирање отпад, одвоено пластика, метал, хартија, стакло и комунален отпад. Такво нешто ние, граѓаните од Гевгелија, не гледаме. Трето, за годината 2014 најавивте поставување подземни контейнери во центарот на Гевгелија. И такво нешто се уште нема и не виделе и не употребуваат гевгеличани. Четврто, на страна 34 од вашата програма најавивте нулта толеранција за дивите депонии во Гевгелија и чистење на локалните депонии што се создале поради несовесност на граѓаните. Гледајќи го просторот околу нас, ограничен на исток од пречистителната станица, на север од речното течење, на југ од граничната зона, на запад од урбаната стамбена зона, се прашуваме за колку краток период ќе се преполни градската депонија во Гевгелија, оставена само на 1/4 од порано расположивиот простор. Еколошката бомба е пред нас, поради заборавените изборни ветувања на новиот градоначалник, која во 5-та година од својот мандат заборави да ги обезбеди алтернативните решенија пред да се започне изградбата на пречистителната станица. Ова е, господо, подсетување од нас, од опозициониот СДСМ до градоначалникот за неговите незапочнати и незавршени проекти. Наша грижа не е дека тоа ќе бидат нереализирани страници од програмата на ВМРО ДПМНЕ, туку што Гевгелија е причинот на сериозно загадување на животната средина. Па да не ни се случи, како што гледаме во Тетово, партали и смет да летаат дури до стамбени објекти и железничка пруга, а градот да се гуши во ѓубре. Почитувани господо од власта, вчера
вашиот коалиционен партнер од ДУИ, сакајки да ја повика опозицијата да се врати во собранието, рече да не седиме во партиските канцеларии. Еве, не седиме. Работиме на терен. И јас, како пратеник во оставка, кој не ги признава изборните резултати од терен, го посочувам конкретниот проблем и до надлежните и како предупредување до граѓаните. Зошто некои од нив гласаа за власта за да ги добијат ветените проекти, а очигледно добиле само скапо платена реклама и испечатен материјал на партијата на власт. Ние од СДСМ нема да дозволиме гевгеличани да станат заложници на вашето непланско и нестручно третирање на проблематиката со животната средина. Исто како што ги оставивте со месеци да се трујат со загадената вода со арсен, очигледно со ваквите неплански постапки мислите со месеци да ги оставите граѓаните да се гушат во комунален отпад. Затоа е време да ги положите сметките и да се подготвите за напуштање на власт. Благодарам.